Новиот пакет антикризни мерки што го донесе владата на вчерашната седница содржи таргетирани мерки насочени кон најранливите категории граѓани, таргетирана поддршка за јавни и здравствени установи, поддршка на ликвидноста на компаниите, инвестиции во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Вкупниот фискален ефект од новиот сет мерки е проценет на 360 милиони евра. Финансиска поддршка од државата ќе добијат ранливи категории на граѓани кои што користат право на социјална сигурност, лицата кои го користат правото за попреченост, родителите на децата со попреченост до 26 годишна возраст кои што користат право на посебен додаток, лицата со попреченост кои користат право за помош и нега од друго лице, а не користат право заради попреченост, лицата со потешки трајни промени во здравствената состојба, а не користат право заради попреченост, самохрани родители, корисници на гарантиран минимален приход и невработени лица, корисници на права на материјално обезбедување во вид на паричен надоместок, стечени работници, согласно Законот за материјално обезбедување. Тие ќе добијат вкупна поддршка од 12.000 денари, односно ќе добиваат по 3.000 денари месечно во период од 4 месеци, како поддршка во услови на енергетската и ценовната криза. Финансиска поддршка од државата се предвидува да добијат и корисници на пензија, како мерка за заштита од прагот на сиромаштија во услови на енергетската и ценовната криза. И тоа, приматели на пензија до 11.500 денари е предвидено да добијат финансиска поддршка во вкупен износ од 6.000 денари, односно по 1.500 денари месечно во период од 4 месеци. И приматели на пензија од 11.500 денари до 14.000 денари, кои е предвидено да добијат финансиска поддршка во вкупен износ од 3.000 денари, односно по 750 денари месечно во период од 4 месеци. Со оваа мерка според проценките, државна финансиска поддршка ќе добијат околу 153.000 пензионери или околу 45% од вкупниот број пензионери во државава. Фискалните импликации се 12,2 милиони евра. Мерките за поддршка на јавни образовни и здравствени установи опфаќаат одлука за вклучување на основните и средните училишта на регулиран пазар за снабдување со електрична енергија, снабдување на јавните здравствени установи со електрична енергија преку продажба од ЕСМ по поволна цена од пазарната цена, снабдување со електрична енергија на мерни станици за водни пумпи преку продажба од ЕСМ по поволна цена од брзанската цена, односно субвенционирање на разлика во цена на електрична енергија. Мерките за поддршка на приватниот сектор, кои што ги таргетираат микро, малите и средни компании, имаат за цел проширување на опсегот на компании кои што се корисници на кредитно-гарантната шема од гарантниот фонд на Развојната банка преку олеснување на критериумите за аплицирање, директна кредитна линија за поддршка на ликвидноста на микро, мали и средни трговски друштва, како и трговци поединци занаетчии кои што плаќаат давачки на реален приход, забрзан и зголемен поврат на ДДВ, обезбедување поволна консултантска поддршка за изработка на проекти, односно студии за инвестиции во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија со цел полесен пристап до капитал, продолжување на мерката 25 преку Развојната банка на Северна Македонија и комерцијалните банки, односно овозможување кредити за инвестирање во проекти за енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија. Мерките за субвенционирање на цената на електрична и топлинска енергија за домаќинства и мали потрошувачи предвидуваат директно субвенционирање на енергетските компании планирано до крајот на годината, средствата се обезбедени со предлог одлука за прераспределба и поддршка на ликвидноста на ЕСМ со кредит од ЕБРД.